Благодарам, председателке, на разбирањето. Искрено. Господине Велковски, не ме убедивте во едно, а мислам дека јас сакам да ве убедам и верувам дека граѓаните аргументите кои што ги излагам ќе ги земат како вака искрени, нормални вашеве, но комисија, самото формирање на комисија и доделување ваучер, значи некој ти доделува ваучер, е момент кој што не оди во прилог на транспарентен процес. Пак ја повторам, транспарентен процес. Критериумите ги знам како собственик на клуб и знам дали според тие критериуми јас можам да добијам ваучер, ми следува или не ми следува. Тоест, не ми треба ни ваучер, дали можам да појдам кај стопански субјект и да побарам од негова соработка, да дадени средства од данокот на добивка што треба да ги уплати во државата, според закон, може да ги инвестира во мојот спортски клуб. Кај е поголемата транспарентност? Дали сега таа комисија да чекам 15-20 дена, месец дена, а искуството кажува и повеќе, кога ќе се собере, па треба да одлучи. Во тој меѓупериод има сериозен бран најавувања на еден член на комисија, на втор, на трет, на директор на агенција за млади и спорт, на советникот на премиерот и така натаму. Значи, апсолутно тоа не иде во прилог на транспарентност. И еве ќе ви кажам. Значи, она што е во етерот и она што е проблем за спортските клубови. Ова ви го кажувам многу искрено. Дали мислите дека има сериозен сомнеж да одреден стопански субјект кој што сака да инвестира во спортски клуб и 30 или 50% неговата добивка наместо во буџет, нели, да ја субвенционира развојот на спортот или на спортскиот клуб, спортската школа и така натаму, не е битно. Вие сте имате спортски клуб, јас сум стопански субјект, ви кажам да, јас ќе ви дадам 10.000 евра, но повратно на некој начин од тие 10.000 евра одредена сума да ги вратите кај мене као кеш. Ма тоа е реален проблем, господине Велковски. Па тука треба законот да одреди механизми, тоа ми е мовет професоре. Значи, тука мораме да најдеме механизми да ова го спречиме и ова е сериозен проблем со кој што наидуваат спортските субјекти, а не можат јавно да го кажат затоа што сепак бараат средства од тие стопански субјекти. Значи, ние мораме да го решиме. Ама ние не го решаваме, еве година дена, не го решаваме и претходно и ние не го решаваме. И ние не го решаваме. Не велам дека претходното законско решение даваше решение на тој проблем. Ама тоа е сериозен проблем. Ама тоа е и К15. Ама ние мораме да ги решаваме. Тоа се суштинските проблеми. Тоа се суштински проблеми. Надлежни каде што законот во ниту еден момент ова не го третира. Никој не го третира, ние мораме, еве како матична комисија која што го третира спортот во ова собрание, да укажеме на овие работи. И ние мораме да најдеме решение. Вие сте владеачко мнозинство, ние сме биле, не сме го решиле, гледам дека оваа година дена овој проблем за кој што не сакаат спортските работници да зборуваат гласно, е сериозен проблем. Сериозен проблем. Еве разговарајте, прашајте ги и ќе ве запознаат, а се искрени тие и се честни бидејќи пред се бават или занимаваат со една племенита работа како што е спортот, ќе бидат искрени и ќе ви кажат дека е сериозен предизвик ова што ви го зборувам. Ви благодарам. Благодарам. Следен за збор е колега